Здраво, драги пријатели, добре дојдовте на уште едно вакво видео на каналот Татунчо. И сега, кога сме веќе тука и кај типот на правење на видеа, би сакал да ве замолам во коментари да ставите дали ваквиот начин на правење на видеа ви се допаѓа, дали ваквото мое споделување на информации, на размислување е по ваш вкус. Мене ми е, како да кажем, лесно да го правам тоа, затоа што исто како кога се чекори, кога се шета, кога се прави некоја работа која што не бара вклучување толку многу на размислување, на концентрација, мислата многу слободно тече и многу лесно се изразуваат мислите на кои што е посветено време во медитација, во размислување. Така што за мене е многу лесно, се надевам дека вам не ви одзема многу од концентрацијата, фактот дека еве гледате тука како поминуваат одредени пейзажи додека возат. Се надевам дека она што е важно е да се слушне размислувањето и подоцна да се споделат идеите околу тоа. Деновиве се актуелни протестите во Прилеп, кои што населението таму ги прави против Бехтел и ЕНКА, а поврзано со одредени нивни рударски активности. Таму е многу активен мојот соговорник и пријател Ѓорги Ѓоргиевски, со кого се договараме да направиме подкаст, да го разглобиме проблемот што го имаат тие таму, да го обзнаниме, да го прошириме. Едно видео веќе на каналот Татунчо поврзано со тоа имате. И размислувајќи на тоа зошто ни се случуваат тие работи, зошто ето токму сега после изборите каде што за повеќето луѓе нели победи страната која што ги застапува нивните интереси, патриотските интереси на државата, очигледно дека нешто не штима и се плашам дека бев во право кога кажував дека ако претходните беа лоши, наредните ќе бидат полоши, кои и да се наредните. Значи, тоа го кажувам без исклучок секогаш, затоа што моето лично искуство во ангажманот што некогаш сум го имал, тоа беше многу одавно во мојата младост, раната младост, кога имав идеали, па мислев дека преку младински активизам во одредена политичка партија нешто може да се смени. Размислувајќи нели за проблемите и за се она што се прави, почнав историски да го барам коренот на злото и дојдов до една така шокантна мисла, а тоа е дека целиот 20 век, значи тука ако земеме од 1900 година наваму, вклучувајќи ги овие 24 години од 21 век, се всушност една црна миса која што се одвива над Македонскиот полуостров или оној дел од Европа кој што денес е познат под името Балкан. Во 19-тиот век на Берлинскиот конгрес големите сили, пред се англосаксонците, значи Германија, Велика Британија, вклучително и Франција, па и Русија, ако сакате, одлучија дека нивното гледање на историјата, единственото валидно и точно, наметна историографија која што е по нивен терк, во која што ние треба да се вклопиме како Словени дојдени од зад Карпатите во 6 век. И како такви сме нели дојденци овде и не сме автохтоно население, а истовремено нели сега беше 24 мај, истовремено ние наметна тезата дека браќата Кирил и Методи не описмениле и не охристијаниле, значи ни го донеле христијанството. Иако, на многу мене јас им велам, особено луѓе од црквата, ако е тоа таква, која верзија сакаме да ја веруваме, дали христијанството на нашите простори го донел Свети Павле во 1 век или браќата Кирил и Методи во 9 век. Значи имаме цели 8,5 векови разлика помеѓу тие две работи и треба се договориме кога тие две работи е точна. Ако се согласиме дека Свети Павле поминал тука, го донел христијанството, што значи го донел христијанството кај луѓе кои што може да го читаат словото кој што тој го пренесува, што значи охристијанил веќе писмено население.
Тоа е нешто кое што е повеќе од очигледно, ама ете. Велам, на тој Берлински конгрес е наметната таквата историја и ние сега во модерно време треба да го прифатиме тоа. Но да почнеме од почеток, значи во доцниот 19 век и раниот 20 век на територијата на Балканот, значи одредени држави освоија собствена независност, во прв ред тоа се Грција, Бугарија и Србија, додека другиот дел од Балканскиот полуостров, односно од Македонскиот полуостров, беше под Австро-Унгарија. Она парче од тој полуостров кое што се поистоветува како, значи се идентификува себе си како македонски народ, сме секако ние, значи оној централниот дел на тој полуостров, иако и сите останати, значи имаат прифатено некој понов идентитет кој што е изведен и создаден подоцна. Тоа е како денеска да се создаде силен малешевски идентитет и подоцна наместо да биде тоа македонски идентитет, односно малешевски идентитет внатре во македонскиот, да се извои како посебен. Така е се создавани поедините идентитети на народите кои што го населуваат овој полуостров. Овој полуостров е, да речеме, голем, од Словенија до Македонија е голем речиси колку што е голема Италија, а во Италија диалектните разлики помеѓу различните региони е толку голема на само 50 до 100 километри, а камоли да зборуваме за растојание од 200, 300, 500 километри како што има тука. Од друга страна, ако зборуваме некој релативно сличен јазик на она што значеше српско-хрватски, па дури ако зборуваме македонски, се разбираме и со бугарите, се разбираме и со црногорците, и со хрватите, и со босанците, и со словенците и така натаму, што значи таа јазична различност кај нас, народите на овој полуостров, е многу помала, што значи една многу поголема компактност постоела во не така далечното минато кое што е пред тој фамозен Берлински конгрес, каде што, велам, големите европски сили одлучуваат како ќе го гледаат тој Балкан. Единствено, значи, ние остануваме под отоманска власт, значи, кога велам, ние тука е делот на Босна, Косово и денешна Македонија, вклучително нели Егејски пирински дел. Значи, Солун е се уште град во Отоманската империја, додека на челото на новите држави, како што е Бугарија, Грција и Србија, имаме принцови, кои што се или поврзани, или директно ставени како монарси на овие држави од прв ред Германија, односно Прусија во тоа време. Прусија подоцна Германија, значи светските благороднички или кралски семејства имаат пратено своји принцови за да бидат локални монарси. Ние во 1903 година ја имаме внатрешната македонска организација која што заради својата револуционерна природа и веројатно близините со она што значи републиканска идеја од Америка, се со идеја да изградат автономна Македонија во републикански стил. Во републикански стил значи да биде република со претседател, а не монархија со крал или принц. Самиот, да речеме, врв на Илинденското востание, самиот изблик на Илинденското востание, сублиматот е во Крушевската република, што значи имаме претседател на таа република кој е Никола Карев и тоа јасно не дефинира како слободарски и републикански народ кој што знаеме дека не добива никаква помош од страна, вклучително нели во тоа време од Бугарија, на која што дел од тие револуционери кои што го кренали Илинденското востание се надевали. Значи таквата помош од Бугарија не доаѓа. Но знаеме дека тоа е период во кој после кој, значи тоа се неколку месеци востанички дејствија, не само 10 дена, 10 дена е Крушевската република. Значи после тие неколку месеци востанички действувања, значи кулминираат со задушување на Крушевската република и едно огромно, значи крвопролевање,
едно големо подоцна разнебитување на организацијата, убивање на преживеаните лидери, значи како што се Даме Груев, Никола Карев, значи луѓе од Тојков кои што биле директно внесени во Илинденското востание, кои што го преживеале, значи самата пропаст на Илинденското востание, значи до таму некаде, до Балканските војни, поголемиот дел од тие луѓе биваат убиени. Балканските војни се всушност исто така една типичен пример за братоубиствени војни, што значи првата е сојуз помеѓу најголемите не отомански сили, значи во првред Грција, Србија, Црна Гора во тоа време и Бугарија, кои што војуваат против Отоманската империја со силна поддршка на локалните чети присутни во самата Македонија. Ја ослободуваат Македонија истовремено, значи, односно ја ослободуваат едно робство, заменуваат со друго. Неверојатно, значи, крвопролевање кое што се повторува наредната година во Втората Балканска војна, каде што овој пат сите војуваат против Бугарија, која што мислела дека поголем дел од она што е Македонија треба да ја припадне, вклучително нели и Охрид. Непосредно после Втората Балканска војна ни се случува еден од најголемите колежи во историјата на Европа, тоа е Првата светска војна. И еден од трите најголеми фронтови, секако Јужниот фронт, односно Македонскиот фронт, каде што војските на двете страни буквално ја делат Македонија на две и се случувало се случувало во војските на едната страна да бидат регрутирани еден дел од семејството, а во војските од другата страна, кои што можеби живееле во соседното село, кој што било на линијата на фронтот, да бидат регрутирани војници од другото село и да војуваат братски помеѓу себе. Мојот прадедо бил регрутиран во тоа време, значи во бугарската војска и војувал на тој македонски фронт. Како што верувам дека некои негови роднини веројатно војувале од јужната страна на сојузниците. Првата светска војна, освен тоа што има предизвикано неброени жртви за нас македонците, ни нема донесено ништо корисно, за тоа што само ги потврдува поделбите и само придонесува повеќе за раселување на македонското население, затоа што условите за живот во сите три делови станале неподносливи. А да не зборуваме нели остатокот од словенските народи како поминаа во таа војна. Србите има една неверојатна голгота, значи мораа да ја напуштат комплетно територијата на Србија, преку Албанија се префрлија во Грција и подоцна од југ, значи го пробиваат тој фронт враќајќи се назад кон Србија. Србија излегува победничка во таа прва светска војна, затоа што Германија и Австро-Унгарија се поразени и во тој период, значи, Србија влегува во она што значи подоцна кралство на србите, хрватите и словенците, односно Југославија, влегува само како српски дел, значи, со целата денешна Република Македонија, со Косово, со Босна и Херцеговина, со Војводина, значи, малтене 2/3 од Југославија, па и добар дел од Хрватска и припаѓа на Србија како територија. Многу денеска се води таа дебата во Србија дали сгрешили што не направи, што не прифатиле голема Србија наместо Југославија, која што знаеме дека подоцна како држава ќе престане да постои. Втората светска војна на Балканот на нас ни се представува преку оние комунистички учебници и сега тука битката на Сутијаска, Неретва и не знам што, и сите веруваме тука дека имала само една борба, дека борбата помеѓу партизаните и германците во прв ред. Тоа не е така, значи први имаме три окупаторски сили, најмала река, три окупаторски сили, Италија, Германија и Бугарија.
Не сум сигурен за Романија во делот на Србија, мислам дека имаат нешто добиено и тие. Но оно што е уште пострашно е дека внатре во самата територија на оно што било некогаш кралство од Југославија, на неколку нивоа постои граѓанска војна. Во Хрватска таа граѓанска војна се одвива помеѓу така наречената независна држава Хрватска, значи усташите, и оној дел од хрватскиот народ што е на страната на партизаните, на комунистите. Во Босна и Херцеговина и Србија исто тоа се случува на ниво четници партизани. Значи четниците се остаток од кралската војска, но дека партизаните под водство на Тито, повторно тука помеѓу братски народи меѓусебно се убиваат, додека истовремено војуваат и со германците. Овде во Втората светска војна нашиот народ правиле многу мудар избор, не само нашиот народ, и луѓето кои што го воделе тој народ. Значи, левото крило на ВМРО се приклучува на партизанското движење и многу од нашите партизански одреди носеле имења на линденци, носеле имења на значи револуционери од илинденскиот период, Гоце Делчев на пример. Од друга страна десното крило, она крило кое што подоцна самата историографија го кажува како Ванчо Михајловистичко крило, тоа крило е во тој период веќе пасивизиран. Ванчо Михајлов во периодот на Втора светска војна најголемиот дел од времето го поминува во Загреб како гостин и мисля че и советник на Анте Павелич. Но во Македонија, значи десната страна на ВМРО е пасивна, значи не прави дури нема ни соработка со она што значи бугарски окупатор. Значи е сосема тргната на страна. Дури само на крајот во 44-та година, некаде пред конечното ослободување на Македонија, доаѓа Ванчо Михајлов во Македонија по личен налог на Хитлер да формира македонска квинслиска држава. Че неколку дена е присутен во Скопје. Партизаните знаеле дека е присутен во Скопје, значи се чекало одлука што да се прави, како да се прави, веројатно премолчена одлука и од двете страни, значи да не се навлегува во дополнителни конфликти. Ванчо Михајлов се враќа назад, објавувајќи дека во Македонија не може да се формира држава, значи која што би била сојузничка на Германија. Таква држава кратко време обстојува, сепак не со Ванчо Михајлов, точните имења не можам да ви ги кажам, но ќе отидете на Википедија и ќе побарате независима држава Македонија. Тоа е држава која што траела многу кратко, е прогласена како држава, што значи како таква постоела, и ќе видите интересно е дека таа држава е формирана на 8 септември, мисля че е 44-та година или 45-та, бидејќи возам не можам да ги проверам точно датумите, ама мислам дека е 44-та година. Неколку месеци таа држава обстојува, нормално е квинслишка, колаборационистичка држава на германскиот окупатор, но подоцна знаеме дека македонската држава е прогласена на 2 август 44-та година, заедно со сите обележена една држава, и ако се погледнат оригиналните документи на Асном, сваќаме дека македонската држава, значи возобновената модерна македонска држава е прогласена тогаш, а не на 8 септември 1991. На 8 септември само е прогласена независност, затоа што во актите на Асном се прогласува македонска држава како држава на македонскиот народ, се прогласува македонскиот јазик како официјален јазик и сите оние, значи, документи и акти кои што се потребни за една државност. Подоцна, значи, таа држава како таква, како прогласена, како ослободена со сопствени партизански сили од целокупниот окупатор, влегува во Југославија, затоа што подоцна на сила стапуваат некои помокни договори, како што се договорите помеѓу
Тито и Черчил, што значи тој дел од територијата на која што има македонско автохтоно население е дозволено да се прокламира и да се прогласи себе си за независна држава, и тука веројатно се паднати и договорите во кои што не смее да се чепка, нели, делот што станува во Грција и делот што станува во Бугарија. А овој дел е дозволен да се прогласи како држава први. Пред се заради тоа што е ослободен со сопствени сили, а второ за да се намали српската моќ и српската сила во новата држава. Тоа секогаш било, значи, една несреќна околност за самите срби, затоа што по секоја цена големите сили барале начини да српската сила во Југославија, вклучително и во кралството Југославија, се биде намалено, и тоа е нормално на наша среќа и задоволство, а народот што станува, значи, да биде македонски народ, знаеме сите, неоддалеку не се идентификува себе си како српски народ. И сега, значи, доаѓаме до крајот на Втората светска војна и сме само на средината од она што значи 20 век, а јас ви кажав на почетокот, овој 20 век е црна миса за македонскиот полуостров, односно за Балканот, затоа што во тие 35 години комунистички режим, по друга страна, црната миса продолжува со внатрешни прогони, со десеткување на она што значи прогресивни интелектуални сили во сите тогашни републики, вклучително и во Македонија. Вие знаете, јас имав подкаст кој што беше поврзан со Панко Брашнаров. Панко Брашнаров практично е човекот кој што го отвора второто заседание на АСНОМ, а го отвори неговото значење големо затоа што тој е двојни линденец. Значи, тој учествува во првиот Илинден 903 година и учествува во вториот Илинден 44 година. Значи, во делот на луѓе кои што се затварани, измачувани, подоцна, нели, животот го завршуваат трагично. Меѓу другото се и луѓе од типот на освен Панко Брашнаров, нели, Ченто, Павел Шатев и редица, нели, други прогресивни сили. Мислам дека еден од ретките кој што успева да го избегне сето тоа е Киро Глигоров, кој што исто така, нели, учесник на второто заседание на АСНОМ и според некои кажувања е на некој начин вклучен или поврзан со формирањето на она независима држава Македонија од 8 септември. Така што и тоа е еден дел од историјата кој што треба да се истражи, значи треба да се бараат документи, затоа што документите за тој период се најважни да се види кој потпишал, каде потпишал, како потпишал. Значи имаме 35 години истребување, комунистичко истребување во цела Југославија, за да дојдеме до 90-тите години, кои што наместо таа држава, градејќи го тоа заедништво помеѓу народи кои што зборуваат сличен јазик, макар да биде некаква конфедерација, макар да биде федерација која што подоцна ќе влезе во Европската унија, наместо да се направи сето тоа, се спонзорира идеите на некои усвитени глави кои што по секоја цена сакаат да направат малечки држави кои што подоцна наредните 30 години ќе имаат тенденција да влезат во заедничката заедница наречена Европска унија. Во меѓувреме, за да се постигне тоа, сите знаеме, почнувајќи од 91 година, завршувајќи во 2001 година со војната во Македонија, значи 10 години повторно имавме редица граѓански војни, каде што лузните ден денеска никој од нас не може да ги залечи. Значи повторно едно братоубиствено, самоубиствено истребување саме помеѓу себе, затоа што идеите ни дошле некаде од надвор. А од каде ни дошле идеите за тоа себе истребување ни дошле од оние кои што ни ја наметнаа историјата на Берлинскиот конгрес. Истите оние кои што ги спомнав на почетокот, кои што на средината на 19 век одлучија дека нивното гледање на историјата е единствено точно и дека нема врска она што ќе го најдеме под земја во археолошките локалитети, во остатоците, дека сето тоа нема врска со нас, дека ние сме дивјаци дојдени од Карпатите,
со цевчиња преку Дунав. Гледај случајност позади Карпатите, од таму од кај што велат дека сме дојдени, нема остатоци на култура и јазици слични на насите. Значи, автохтоноста е нешто кое што би било глупаво да го докажуваме, ама сега е повеќе од важно да биде документирано и докажано и конечно во ова постмодерно време да се ослободиме од она гледање на историјата дека единствено победниците ја пишуваат историјата. Денеска модерните технологии, интернетот овозможуваат неверојатно истражување и неверојатно вкрстување на податоци со кои што може да се дојде до заклучоци кои што се многу различни од оние кои што победничките војски тука ги воспоставиле. Значи, ние сите сме на едно тло каде што под нозете ни лежи вистината, под нозете ни лежи историјата и ние треба да ја истражуваме, без при тоа да покажуваме некаква агресивност или да покажуваме заби или сега да сакаме да им покажеме на тие западни сили дека ние можеме да бидеме посилни од нив. Не, ние можеме само да бидеме помудри од нив, затоа што времето на таквите поделби, на таквите фалсификати завршува. Завршува затоа што токму нивното создавање на вакви технологии како што е интернетот го оневозможува тоа. Исто така, значи овде морам да го споменам Фоменко кој што покажува колку всушност нивниот начин на создавање историја за последните 2000 години е погрешен и неточен. А човекот тоа го докажува врз основа на математика и астрономија. Нешто што не трпи фалсификат. Математичките пресметки на движењето на небесните тела е нешто што не познава фалсификат. И баш преку тоа, и баш преку истражување на она што значи мејнстрим историја, Фоменко докажува дека како минимум 1000 години од таа историја се фалсификувани. А ако е така, велам ако е така затоа што јас се уште не ги поседувам сите знаења од делото на Фоменко или сите докази, а ако е така, тоа значи дека ако скратиме 1000 години од сегашнава историја, ние сме многу поблиску и до Самуил, и до Александар, и до сите оние наши големи ликови. Значи сме многу поблиску до нив и како генерација, и како наследство, временски зборувам. Така што ова е правец во кој што би требало да истражуваме и би требало да негуваме пријателски, братски односи со другите народи кои што денеска се нарекуваат срби, хрвати, босанци и така натаму, затоа што станува збор за исто потекло. Еве, ако денеска сме различни народи, потеклото ни е исто. Зборуваме јазик со кој што лесно можеме да се разбереме, секој зборувајќи го сопствениот локален јазик, се смееме на исти работи, имаме слична музика и тагуваме на исти работи. Така што мислам дека конечно во 21 век треба да ставиме крај на оваа црна миса и да тргнеме во еден напредок во кој што еден ден секако физичките граници ќе ги снема. Би требало да работиме на тргање на менталните бариери и зачувување на што значи простор за живење. Токму тој простор за живење сега во ова постмодерно време кога националното не треба да значи ништо, идентитетот не треба да значи ништо, ни го одземаат она што единствено значи нешто, тоа се ресурсите, тоа е земјата, тоа е водата, тоа е воздухот и почвата. Ни загадуваат се, ни уништуваат се, создавајќи од македонскиот, односно од балканскиот полуостров, создавајќи рудник кој што треба да ги снабдува со суровини, а тие да се седат во Брисел или во Берлин или во Париз во нивните чисти и средени домови. Не треба да е така, треба да бидеме свесни дека врз сите нас беше извршена таа црна миса, треба еднаш за секогаш да ја прекинеме таа црна миса, затоа што егрегорот кој што таа црна миса, кој што тие ја направија врз македонскиот полуостров, егрегорот на таа црна миса не може да биде бел, таа е секако црна. Значи треба
да ги залечуваме раните, да ги бришеме темните петни, не да ги забораваме, туку да ги бришеме од колективната свест и меморија во современо време и да тргнеме во една благородна и благословена состојба на мир и просперитет. Тоа може да се постигне според мене само со мудрост, со истражување и со трпение, затоа што многу пати нас не обзема нетрпение, дека ете сега треба да се случи нешто, треба да влеземе во Европска унија, треба ова, треба она. Не гледаме што се случува околу нас. Самата таа Европска унија, односно целиот западен свет, претрпува едни радикални промени и претрпувајќи ги тие радикални промени, веќе не е во таа фаза во која што беше во раните 2000-ти години, каде што одењето кон Русија или одењето кон се она што значи источен свет им беше приоритет, па требаше да влезат што е можно повеќе земји. Веројатно, како што јас реков во едно видео, границата е поставена, значи до Хрватска, од Хрватска надолу, како во времето на Отоманската империја, решенијата треба да бидат различни, додека Грција нормално ја зедоа затоа што јадрото на нивната измислена историја е токму во таа Грција. Така, драги пријатели, остануваме на тоа да ми кажете во коментари дали ви се допаѓа оваа форма на правење на видеа. Оние документарни видеа се надевам дека ви се допаѓаат, западна езотерија, значи едно големо истражување на кое што ќе има и втор дел. Ќе зборуваме и за тајни друштва, ќе зборуваме и за другите теми кои што ги договоривме на Facebook, но за сето тоа јас би сакал да биде во документарна форма, затоа што во документарна форма овој муабит би го склопил во 10 минути наместо во 30 минути. Така што мислам дека и за слушање 10 минути, 15 минути се многу поедноставни отколку например некои подкасти кои што траат по 2 сати. Вредни се, но многу пати се предолги. Така, секој добро и се гледам во наредното видео.